бомбардирани на салата Парк Спорт, најавивте дека Преостанува денеска да ги направам последните консултации. Во текот на утрешниот ден сите ќе бидат назначени, така да утре ќе ги имате целосните информации. Очекувам уште една оставка од лични причини на едно од општинските јавни предпријатија, но за тоа дозволете утре да ве известам официјално. Споменавте во првиот дел на работата финансова во последниот квартал од 2018-та, капитални инвестиции. Би сакала, ако можете да објасните на кои објекти, во кој дел на активности се потрошени тие средства. Рековте капитални инвестиции. А вие бевте сведоци дека до самиот крај на годината се асфалтираа сообраќајници, се работеа подпорни зидови. Во моментов не сум подготвен конкретно да ги кажам кои се улиците. Например, улица Самоборска, која беше околу 3 милиони денари, улици во Оризари, улицата Киро Чучук, други сообраќајници. Не, постои ова прашање, мислам дека добро се разбирам. Се работи за капитални инвестиции. Самиот збор кажува нешто сосема по-друго од доградба на една улица од 300 метри. Сите тие влегуваат во капитални. Да, се водат под графата, како што е номенклатурата од Министерството за финансии. Иначе вкупова зборувам јас за четврти квартал само за капиталните расходи. Иначе кога ќе го поднесеме годишниот извештај, ќе видите дека вкупните капитални инвестиции во текот на минатата година се скоро 100 милиони денари, без малку 100 милиони денари. Повеќе од ова што е тука, затоа што така ги класифицираат. Јас сега ви ги пренесувам официјалните информации од кварталниот извештај, што ние сме должни законски да го доставиме до Министерството за финансии. Така ќе следи годишниот извештај, завршната сметка, која ќе видат комплетно презентирани сите податоци. Рековте дека ќе градите базен затворен кај што е големиот базен и дека ќе го реконструирате стариот. Меѓутоа во јавноста имаше забелешки и критики дека во кампањата имате ветено дека ќе биде кај Васе Плавинов. Тоа ви го објаснив минатиот пат. Значи, од Министерството за образование и наука, не само нам, туку на ниедна друга општина не ја дозволуваат во кругот на училиштата да предвидуваат локации за изградба на затворени пливачки базени. Ги следев коментарите во јавноста, имаше и критики зошто е толку плиток. Значи, јас не сакам да се китам со туѓи перја. Ова е проект на владата на Република Македонија кој се реализира преку Агенцијата за млади и спорт. Мило ми е што е Велес избран меѓу 14 градови во кои ќе се инвестира средства за изградба на ваков базен. Ние ниту сме учествувале во утврдување на димензиите, ниту во длабочината. Првата најава беше дека ќе бидат тие школски базени, сега зборот училишни школски е исфрлен од називот. Единствена алтернатива беше да најдеме друга локација, инаку ќе го избришеа Велес од списокот на општини во кои треба да се градат пливачки базени. Има најава дека ќе се градат и лизгалишта до следната сезона. Се надам ќе се изборам Велес да влезе и во списокот на општините во кои ќе се градат и лизгалишта. Инаку распишана е јавната набавка за избор на фирма која ќе даде најдобро решение за реконструкција на градскиот базен, доколку до тогаш не склопиме, како што ви реков минатиот пат, договор за јавно-приватно партнерство, ние со средства од буџетот ќе го реконструираме сегашниот отворен базен, а процедурата за изградба на затворениот базен, таков каков што е типскиот проект, ќе почне после завршување на постапката за измена и дополнување, односно донесување на деталниот урбанистички план за градскиот парк, што го опфаќа и тоа подрачје, и тоа ќе се случува по завршување на пливачката сезона. Значи нема да влијае на активностите за рекреација, забава, пливање на нашите сограѓани во текот на летната сезона. Минатата пресконференција најавивте дека ќе кажете нешто во врска со зонското паркирање, докаде се работите и што е најново?
Па уште чекаме на одобрување на проектот од страна на Министерството за внатрешни работи. Имаме едно принципиелно недоразбирање со нив, не само ние, туку и општина Кавадарци и други општини, низ кои поминуваат регионални патишта кои се и улици во градовите, како што е нашата улица Благој Ѓорев. Тие одбиваат да ни дадат согласност да наплатуваме за паркирање на улиците кои се дел од регионален пат, иако не го забранува. Од една страна не го забрануваат паркирањето, од друга страна не дозволуваат да се наплатува. Доколку не се наплатува таму, се доведува во под знак прашалник позитивното финансиско работење на фирмата која ќе стопанисува со градските паркинзи. Се обидуваме преку ЗЕЛС да го убедиме Министерството за внатрешни работи дека треба да биде по-флексибилно во толкувањето на законските прописи. Значи, чекаме на согласност од нив, инаку другите проекти веќе се стигнати. Прво ќе почнеме со реконструкција на раскрсницата кај бензинската пумпа на Црна река Петрол, потоа со изградба на нов кружен тек на сообраќајот кај ДОС и после како ќе доаѓаат едно по едно останатите сообраќајници што планираме сообраќајно да ги средиме, да ги уредиме поинаку, особено раскрсниците. Но начало, че пред известно време, пред неколку месеци, можеме да кажем и непосредно по вашето доаѓање, најавите една широка акција околу делот на стопирање на експанзија на дивите објекти кои што во градот се поставуваат на јавни површини. Меѓутоа истовремено најавивте битка и против сето она што значи времени објекти, меѓутоа многу одамна поставени, руинирани и не во стилот на околината каде што се лоцирани. Се обидовте и веќе доставивте решенија на градскиот пазар и на неколку други локации, меѓутоа освен овие гаражи во новиот дел на градот, некако како да замре оваа акција. Докаде се активностите и вашите размислувања на овој план, со оглед на фактот што на многу видни места постојат такви објекти кои што се навистина вистинска руина и представуваат рубо на градот, немаат никаква функција. Докаде се овие активности? Се согласувам со констатацијата во вашето прашање. Активностите ќе продолжат. Не само на тие локации околу поранешниот СИЗ за станување, туку и во другите делови на градот. Имам дадено налог до надлежните служби во општината, секаде каде што ќе видат налепница дека објектот се издава под кирија, знаете дека времен објект не може да се издава под кирија, да продолжат со активностите за отстранување. Голем дел од времените објекти се празни и тоа е добра прилика градот да го ослободиме од нив, но има реакции затоа што во ова тешко време на живење многу од нив одма се фаќаат за тоа дека ќе останат без екзистенција и поради тоа мора да бидеме малку внимателни. Ќе следат соодветни одлуки на Советот за изработка на типско идејно решение за времените објекти кои со закон ќе бидат дозволени да се постават во наредниот период и на одлуката за утврдување на локациите каде тие ќе може да се постават и за кои намени во наредниот период. Значи, ќе работиме на ова интензивно во текот на следната година. Само че, оваа година е трета поред, како што на секој 3 години се тичат крошните на дрвата на главните градски улици, почнувајќи од градскиот сад до бензинска пумпа тука, што е неспорно дека треба да се изврши. Но дали и како е можно, бидејќи со сечењето на сите тие стотици дрва, крошните до крај, се создава голема прашање која што влијае на квалитетот на воздух. Дали има некој решение да се изнајде, да се сечат можеби преку едно дрво, да се помалку сечат или нешто друго, за да не се создава таква висока загаденост на централните градски улици, таму што автомобили минат, а дрвата веројатно ги заштитуваат тие гасови. Во право сте, ќе го поставам тоа уште утре на колегиум да видиме дали може да најдеме некое друго поприфатливо соодветно решение. Иначе се согласувам дека дрвјата и листовите се добра заштита од прашините кои се дигаат од одвивањето на градскиот сообраќај. На петочната седница била усвоена точката за
санации на водоводната и канализационната мрежа на Девен, видите, немало доволно средства, како го решавате тој проблем? Не го разбирам прашањето, не знам за која. Таму се Девен, како што стои во темата по точката, дека е усвоена, дивидера немало пари, па нешто да се сработи, за да може да тие може да извршат санација на водоводната и канализационна мрежа таму каде што треба, во тие стари мрежи што се оградат. За има недостатна средства. Вака, таа битка меѓу општината и Дервен трае со години околу тоа кој за што е надлежен. Законот е многу јасен. Според законот, општините се надлежни да градат нова комунална инфраструктура, значи нови водоводи и канализации, и откако ќе ги предадат на операторот, јавното комунално предпријатие, грижата за нивно одржување и реконструирање е на комуналното предпријатие. Бидејќи комуналното предпријатие во минатиот период било доведено во тешка ситуација, меѓу другото и заради неплаќање на обврските од страна на државата, општината конкурирала и претходно, сега го обновивме, на повикот од Министерство за транспорт и врски од тие 1,5 милиони евра што ги добивме. Минатата година беа реконструирани дел од линиите со тие средства. Оваа година исто така предвидени се, мислам, уште 7 такви зафати кои треба да се случат во текот на годината. Имаме едно недоразбирање во врска со пуштање во употреба на новиот водоводен систем кон Трпезица и селото Чалошево, затоа што јавното комунално предпријатие Дервен под политички притисок на раководните структури не постапило професионално стручно, туку би рекол во наводници партизански, и заради тоа треба да се менува дел од стариот цевковод кој е со мал профил на цевките, а треба да биде со поголем. Тие во моментов со постоечката тендерска документација може да набават само 100 метри должни. Тоа се работи за една линија која мине преку железен мост, а треба негде околу 800-900 метри да се набават, за да може да се стави во функција тој систем. Исто така има такви слични проблематични ситуации од претходниот период кои мора сега да ги решаваме со водоснабдувањето на Отовица, наместо парите од кредитот од Светска банка да се насочат да се обезбеди квалитетна вода за водоснабдување на жителите во Отовица, средствата се насочени од лични причини за изградба на водоводен систем кон селото Новачани, затоа што некои од вработените си имале планови да се прават бизнес сделки, да го развиваат својот бизнес таму. Така да и таа неправда кон жителите на Отовица ќе ја отстраниме во најскоро време и ќе ги приклучиме на градската водоводна мрежа. Балетот рековте да си ги воднат крачите. Ќе се подигаат на билетара на театар или тука во општина? Вака, директорот на театарот инсистираше да има влезници. Меѓутоа, јас бев упорен да обстоиме на идејата да нема влезници. Подобро да има луѓе кои ќе дојдат, па ако задоснат ќе се вратат назад, нема да влезат во салата, отколку да ги дадеме влезниците на некои што можеби ќе земат и повеќе од колку што им треба, нема да дојдат и да останат празни седишта. Значи, дали правилно постапивме, времето ќе покаже. Минатиот пат имавме големи проблеми затоа што интересот беше многу поголем од колку што има седишта, затоа и го упатив апел од тие што се вистински љубители да си дојдат на време и да си фатат место по принципот прв дојден прв услужен, за да нема лутење на крај. Тоа се однесува на посетителите. Кој прочитајќи има место за пратамо? Ако ќе се наполни салата, останатите или ќе стојат ако од безбедносен аспект, ако биде дозволено колку може да стојат, останатите ќе мора да користат друга шанса. И уште едно прашање, ако може. Претпоставувам, имате забележено она што се случува со бреговите на Вардар и левата и десната страна, оние косини непосредни до водниот тек, од Вашино село па до Тополка се е навистина таа гледка надвор од се што значи култура или заштита можеме последно. Знам дека вината не е на овалата самоуправа, кога го прашање оно што го прават граѓаните, меѓутоа покрај поставените табли за предупредување и покрај сите останати мерки, нели е веќе време конечно да преминете од превентивно на исклучително казнена, би рекол, политика и тоа ригорозно казнена политика според
против прекршителите. Јасно ми располагам со тој факт дека имате малку луѓе во делот на комуналните редари, можностите се тие, меѓутоа навистина е надвор од секоја граница она што можеме да видиме, особено околу новиот мост, околу стариот мост, тоа не се случува во село. Повторно се согласувам со вашата констатација. Не се согласувам дека има малку комунални редари. Напротив, прво би сакал да потенцирам дека не ми е мило тоа што се случува. Не знам што се случува со дел од нашите сограѓани. Не се придржуваат на правилата на културно-урбано живење и заради тоа ние дел од парите од буџетот, наместо да ги трошиме за реконструкција на улиците, за изградба на паркови или тротоари и така натаму, ги трошиме за да им плаќаме на фирмите да ги чистат дивите депонии со градежен шут и дивите депонии со комунален смет. Тоа не се мали средства, со тие пари можат многу паметни работи да се завршат во градот. За жал не сум задоволен од тоа како функционира службите кои се одговорни. Општината има 4 комунални редари, многу малку има пријави од нив за, да речем, конкретни сторители на такви прекршоци. Постојано сме во некоја расправија со раководителката на тоа одделение и со комуналната инспекторка. Последното што сум го барал од нив е на дневна основа да ми доставуваат извештаи што прават во текот на денот, на секој еден час, каде се наоѓаат. Крајната мерка ќе биде да ги поврзаме на GPS систем за да знаеме точно во денот каде се. Инсистирам да се најде соодветно решение да работат и попладне и навечер, затоа што многу неодговорни наши сограѓани, бизнисмени злоупотребуваат, не знаат работното време кога завршува општината и попладне навечер истураат градежен шут и други работи таму каде што не треба. Потенцирам уште еднаш, не сум задоволен и во потрага сме по најдобар модел како тоа да го разрешиме. Апелирам до совеста и свеста на нашите сограѓани да внимаваат како се однесуваат и каде го isfrваат нивниот смет и своето незадоволство од својата положба во општеството, да не ја изразуваат на таков начин што ќе прават штета на сите останати граѓани на Велес, со тоа што ќе ја загрозуваат животната средина и природата. Инаку сакам да ви најавам дека го пронајдовме одобрението за градба и главниот проект за изведба на кејот на реката Вардар. Одобрението ни е издадено 2002 година и на новиот повик на Министерството за транспорт и врски ви најави дека општината веројатно ќе добие нови 1,5 милиони евра. Планираме и да конкурираме со тој проект, што значи дека дел од проблемите во централното градско подрачје перспективно ќе се решат и со изградбата на кејот на реката Вардар. Процентите даденост од каде до каде и од која страна би бил тој кеј? Па во зависност од финансиските можности, имаме проект за 800 метри, сега се изградени 130 метри, ќе продолжиме прво од оваа страна, паралелно на веќе изведениот и се разбира ќе одиме во правец на железен мост. Инаку, не знам дали ве известив минатиот пат, минатата недела имавме разговори во Македонски железници и инфраструктура. Со оваа недела би требало МЖ транспорт, оваа недела треба да се сретнеме со представници на највисоко ниво на Македонски железници инфраструктура, затоа што имаме заеднички работи, патниот премин на мостот на Гемеджиите, патниот премин на Стар мост, потоа делот на сообраќајницата која оди кон Долно Дуќани, имаме некои идеи што сакаме да ги презентираме и други работи што можеби сум ви ги спомнал поврзани со железен мост да се трансформира и за не само за железнички, туку и за патен сообраќај во правец од Штип кон Велес и да ни дадат согласност во деловите од градот каде што железницата поминува во усек, да можеме со соодветни челични конструкции да извршиме покривање и тој простор на платформите да го искористиме за паркирање или за некои други намени, евентуално за востановување на железничка линија од Чашка до преку Велес до Градско.